Аргулица, село во Штипскиот регион кое што припаѓа на територијата на општина Карбинци. Распослано е на северните огранци на планината Плачковица на надморска височина од 325 метри. Од Штипе оддалечено 15 на километри. Атарот на селото зафаќа простор од 8 километри квадратни, на кој што преовладува обработливо земјиште со површина од 600 хектари. Аргулица во 60-тите и 70-тите години од минатиот век било моќно село, со близу 800 жители, чии што број низ годините постојано опаѓал. Така, например, на пописот во 2002 година имало 315 жители, а на последниот од 2021, кој што патем и не беше регуларен, се запишале 178 жители. Луѓето тука главно се занимаваат со поледелство и дел со сточарство. Денес сточарите во овој крај се реткост, а едни од нив се семејството Николови. Добар ви ден и добре дојдовте во Класи. По отприлика час и половина возење од Скопје стигнавме во Штипска Аргулица кај семејството Николови, кај Љупчо и Анета, кои што имаат две деца. Ќерка која што живее во Словенија, има свое семејство, и Јоцо, кој што после 2 години престои во Италија, се вратил тука, дома, и почнал да се занимава со одгледување на кози. Во моментов имаат некаде 13-15 кози и јариња, но за среќа во иднина тој има намера да го зголеми своето стадо, а покрај чувањето на кози чуваат и кокошки, значи љубители си се на домашна храна и си произведуваат домашно и си се хранат со домашна храна. Значи ние дојавме тука пред домот на Николови, а сега ќе одиме да видиме како си го организираат тие своето секојдневие. Следете. Ајде, Јоце. Како си, момче? Добар си ми? Добро е. Се е под контрола? Се е под контрола. Ајде. Ајде. Еви, мачина си имаш. Куќа и двор типично селски. Подсетуваат на дамнешни времења. Се освеживме со домашен сок од капини и со Љупчо, таткото на Јоце, се договоривме да си седнеме на ливадата веднаш спроти куќата и да си поприкажеме за минатите времења, ама и за сегашната живеачка. Јас со тупани свадба, тука 300 души имаше на свадбата, бик клан, 200 кила бик. Ама имаше и луѓе. Имаше 300 души луѓе на свадбата, соверени. А селово големо? Селото големо, 150 куќи, ма имаше околу 2-3 души народ имаше. Да. Стока имаше многу? Стока многу имаше. А нема секој куќа чуваше тука овци, бе. Крави, говеда, оратни, кој нема так сирома не може да купи трактор. Со воловите. Биволи? Биволи, јас сум со биволи орал. Да? Далеко 13 години беше. Јаки се Дедо ми биволи? запали, прегне колата и ја по него као, он ме враќа дома, вика, бега бе, ти киш со мене, ти си малецот, не можеш да иде двореш. А јас се скрием, он не ме види, кашам се на колата позади, он напред, не ме види. Доле дека е местото di двора со бивош, де ја искочам пред него. А, ме пезимек вика, те пали дојде. Досаѓам му там, дај дорам, не можеш дореш, дај дорам. Зема плугувале. Орање било нешко, трактор бе, Так. много. Јаки се И ти биволи? викам 80 година ли беше, 81 заврши 8 ја па бега негде. Идем ако као келнер, коновар, пробишти тамо. Аха. Ама ша сам, не ми, 2-3 месеца биде тамо, не ме држи, оно, Што ти беше мерак, земјоделие? земјоделие се ми е мерак. Да? Се. Се да работам, се ми е мерак. Што работевте во времето? Имаше оризи, тутуни, памук. И памук имате? Памук имаше, јас сум брал. Репа се, моноеше да шикерната. Имаше ми ниви, ама канала вода буеше. Наводи репата, води искуп и карвици имаше откуп.
Тамо купуваш и ќе однеш, тамо со прикупи си репа. Одеш в Битола, донесу ти шкери, што сакаш, види. Тоа беше злато, имовина, дивоца, како ти кажеш. Тоа беше живот. Сите бевте задоволни. Да. И се живееше од земјоделство и сточарство. Ја од земјоделие не сум ни работил во државна работа. Не, а? Земав 5 канти сирење на пазара, однесам, 2 месеца прикарав. 5 канти сирење продадам на пазар, од тоа живеем. 2 деца мали, стариот на работа само беше, старата не, жената не. Па се прима онак, како... Биде 2-3 години, тука отворија конфекција. Прима се 18 години има стаж. Та нешто, операција се приме, грбаме. Прошто ти не може сега да работи. Значи и куќа, и покуќнина, и механизација, и се од земјоделие и сточарство. Се од тоа. Што сум правил куќи, Кај имате куќа? Овде? бабите. Во Штип? И во Штип имате куќа? И ово овде, да? Одлично. А не, сега нема народ со кој му обед да направи. Млади сега има? Нема, што, дали 16 души има, 20. Нема селото, има стварно, куќи има. Така. Ама нема народ, дали 150 души народ има. Не. И тие од градот дојдеме, се бале, тука работиме што си имаме работа, завршиме и вече си бењам со колата. Што се работи сега во село? Имам, ја 3 хектара земја имам, житарици имам, се житарици. Гледам ваму нешто работат Сега тие работат тамо. системот за вода? Да, оваа година ако го пуштат, многу малки без ова село. Само да се врне, народ више нема се врне. Ама за нас тоа чаете, нели? Така. Сега зашо да го купам ја жито тебе, јачимен, пшеница, моморуска, јонче, ја го јончето 18 динара, моморуското 18, пшеницата 15, јачименот 15. Зашо да пунам на некој друг джеп, кога имам 3 хектара земја, ќе насејам половината моморуска, половината ќе насејам јонче. Да ја да обхранам стоката, зашо да дам пари? Во селово друга стока има, еве вие си чувате кози, има некој друг со стока? Па има некои 5-6 души има, тие крави си чуват, ама на јасте си ги чуват. Аха. За кози, те така сум само ја и еден има тука 4 козички, тоа е ништо. Полет, цело село те тие се. А добро, еве велиме млади има малку ергени се претежно. Се се ергени, нема жени за нив. И како да ги ожениме? Не можеш да ги ожениш. Што да Викаше дедо мој, синко, млад војска служи, не се кај. Млад се жени, не се кај. Ако не си појде на друго место да си најде, ако нема кола да си ојде да си потражи, тешко ќе се ожени. Тука жени нема. А местоположбата е прекрасна. Прекрасно, ако во сега успеат воата да ја докарат, многу малко. Значи ќе си посадиш се што сакаш, ако си работник, се што ќе отмора ќе си искараш. Велиме дека ово Штип се многу иселени, а има и во странство отидени од село? Па види, многу во странство нема од тука. Оженил се, Штип си одел тамо. Аха. Шнедел се сожени со, но изведе го некој, ојде си. Керката моја, свекор и свекрви беа во Словенија, после синови потамо седе некој година, после дојде тука, оженија се со керката се идеја. Сега вашата ќерка е во Словенија? Да, ја 15 години се таму. Сега куќа се купија 320.000 евра. Куќа многу алко. Кога дојде тука сега за август дојде за неја. На гости генде слагане, не село. Ако биде жив и ја да бил жив, дојди за август, ќе направиме едно јаре, ќе видиш што е јаре. Убајно. Убајно, тоа е дибот. Фала. Дибот. Ја денеска 150-200 грама месо ако ни зедам, јас сум гладен, цел ден. Ама оваа снага треба да ја крепи нешто. Бате, оваа снага, жената ме рани. Жена, имам злато. Браво. 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 И така да биде Тога до крај. на времето викаше, оддалеко жена да земеш, така поштува. На моменти Љупчо го совладува емоциите за минатите убави времиња, за љубовта и почитта кон својата сопруга, која што трае и после толку години. Како што вели среќен е што неговата ќерка со своето семејство има убав живот во Словенија,
но истовремено е тажен што не е тука, дома, па да се игра со внучињата. Но во целата приказна, добро е што синот Јоце, после 2-годишна работа во Италија, решил да си се врати дома и да почне да си одгледува кози. Да ти кажем, јас бев 2 години во Италија. Работев монтажер на електрични панели, волтаици. Работев во Италија, Алба. Бев 2 години таму. Видех го животот како е таму, мачен, тежок. Дојдам од работа, јадење правам, се перам, да одмарам, да правам јадење, да се перам, да идам до продавница, да купам за јадење за утре. Значи мораше се сам грижа да. Да. И на крај кога ќе се пресметаше на крај на месецот, тешко. Па остануваше нешто, не можам да кажам дека не е останувало. Еве дојде у Македонија, се вратив, си купив кола, си купив кози и решив да чисто да си останам кај што ми тежи каменот. Каменот си тежи на место. Кај што му е местото. Да. А тебе местото ти е тука во Аргулица. Овде Тука е сам куќата. се родил, тука сам израснал како дете, тука сме играле фудбал со моите другари, со моите соселани што се вика. Так. И имам едно, два, тројца тука се останале, чуват крави, чуват овци, чуват кози. Така да, јас сам едини што почна, што се врна од Италија, да си почнам да си чувам кози, да си го врнам оноа што сам бил како дете. Што сам работил со татко ми, со мајка ми, со баба ми, со дедо ми, што сам го работил цел живот, што се вика сточарството. Значи ние сме една гранка од село, што се вика, имавме порано овци, татко ми е чувал, биволи е чувал едно време. Јас сам бил дете, бил сам, може и да не сам бил роден, кога се чувале биволи. Али Сакаше традицијата да ја продолжи. па да, сакам да си ја продолжам традицијата, па сакам да се врнам. Еве сега ќе пробам со кози, ако ми тргне со козите ќе чувам кози, ако не ќе си врнам па на овци. Лице, еве и козички овде си пасат. Да, Ги имаш 13. да, Кажи ми, алпинки се? алпинки да. Претежно сакам алпинка. Коза, пошто тоа сам го сакал од дете, алпинка да чувам и си купив алпинка. Лично си ги купиме со татко ми. Значи не сум оставал, не сум подведувал, значи лично си купив, сега почнаа да ми се јарат. Така. Имам маленки јаренца. Така да претежно сакам алпинка да чувам. Не знам што, не знам како, али до година сакам да ги правам 30. Добро, еве до година ќе ги направиш 30. И дневно ќе можеш и поголеми количини млеко. Па да, јас Како сега, ти е план? значи јас претежно сакам да се регистрирам како млад индивидуален земјоделец. Тоа е добро. Да се осигурам, да ми иде пензиско, да ми иде здравство, да ми иде све. Претежно сакам тоа. Почетоко оваа година и до годин да ги направам околу 30 комада со Господ напред, да видиме што е, како е, кој ќе се окозат. Нешто ќе прикупиме, нешто ќе оставиме од наше. Сакам претежно да направам една 30 бројка да направам, за да можам да земам субвенции. Сега еве од овие молзиш млеко? Молзам, да. И? Претежно го сега правам урда, пошто не ми Така. се исплаќа. Молзам едно 7-8 кг млеко дневно, Така. така да не ми се исплаќа да го носам. На таа млекара што доаѓа тука во селото, многу малце го плаќа. Значи 30 денара, еден сок во продајница е 50 денара, тоа со прашок што го прават млеко, тетрапакот, јогуртот е 50-60 денара, моето сирово млеко
што се вика природно, 100% е природно, Така. не ми дава цена. И зашо јас да го давам за 30 денара да му го давам? Не се исплати. Не ми се исплаќа јас да го давам за 30 денара. Мене ми се поисплаќа урда да го правам. Урдата е 250-300 денара на пазарот да го даваш. Така. Мене ми се поисплаќа урда. Ке направам некоја кантичка сирење за мене. Едно 3, 4, 5 канти, 6 канти, ке направам сирење за мене. Да си имам за фамилијата, да си ранеме, да си јадеме природно. Значи јас сум од цело дете и сакам природно да јадам, некои Така. вештачки да јадам. А Јуце, со храна за стокава? Па да ти кажам, со храна за стоката, до оваа година сум купувал. Значи купуваше ме, има еден тука сади детелина, избалера донеси ми дома си платам. Јас имам до каналот 10 декара нива. Јас таа 10 декара нива ќе ја наседам, 5 мумуруска ќе ја насеам, 5 ќе ја насеам детелина. Еве ми храна за стоката на мене. Така. Јас нема да треба да идам да купувам од соселанецот, да купувам, да му давам на него пари. Јас од тие пари заштедувам. Јас да му давам на него за 300-400 кила јонџи детелина, да му дадам 500-600 евра. Така. Јас од тие 500-600 евра ќе купам кози. Апсолутно ќе си бидеш рентабилен во производството. Да, значи јас сакам да си купам уште кози, да си ги направам повише бројка, да идам напред. Јас сакам напред да идам, не назад, напред да идам. И реши тоа да го правиш дома. Дома, да. Јуце, еве, имаш другари во Штип, да речеме еве и градски деца нека се. Да. Какви се реакцииве нивни кога ќе им кажеш дека еве, си чуваш овде кози и имаш намера дополнително да се прошируваш? Што ти вика? Па, моите другари викат типа со тие кози. А шо па јас со тие кози? Па ја од тие кози живеам, брат. Реално ти кажувам. Како ти што живееш од платата, јас живеам од тие кози. И многу ми е поубаво, него ли уште ја дедам за смешна 27.000 денара плата да му работам 8 сата. Повише шефови има него ли што има работници. А овде сам си шеф. Сам Ти си сам слободен. газда, сам сам шеф, сам сам директор, сам сам изполнитель, сам си пуштам плата, сам си взимам пари, никој не ми дава пари. Значи сам си си. Добре, еве, што треба државава за вас, што се мали сточари, ситни земјоделци, што е она што ви е неопходно да го направи за вас, за да имате посериозен исчекор, за побрзо да се остварува профит, да бидете попродуктивни? Па да, Каква помош ви треба? па помош ми треба на мене сега да речеме од државата сега да ми даде да речеме да ми помогне да ја можам да купам уште стока. Значи она не мора да ми дава на мене кешанац пари, да ми дава она на мене. Не мора да ми дава пари од мене. Јас ќе идам ќе му кажам там има кози, сакам тие и тие кози да ги купам. Нека ми ги плати коите, јас ќе ги чувам. Јас ќе произведувам и ќе се трудам да произведувам и да ги правам поголеми и да не бидам зависен од никој да купам. Понатако да ќе ти треба и молзилиште, може би, за Па тоа да. ти помогне, така? Па да, гледам ги, дават субвенции, ама треба на време да ги дават субвенции. Шо он ќе ми го даде, ќе ми ја даде субвенцијата онаму во октомври, ноември. Шо ми ја треба на мене таа субвенција? Јас сакам сега он да ми даде летото субвенции на мене, ја да може да си купам детелина, да може да си купам царевка, да можам да си купам соја, да може да си купам, да имам, да можам да произведувам сурово млеко, суровина да можам да правам. Забележав во дворот ваму имате и кокошки. Да, Си чувате и кокошки? да, чуваме кокошки, имаше 40 кокошки, купив ише 40, имам сега купно 80 кокошки. О, па тоа значи секој ден имаш негде по 50 на јајца, така? Па да, имам претежно, да речеме денеска ќе снесат 40, 30, 27, 28, варираат. Како е времето топло, како излеват на Да. паша, на игралиште тука излеват на паша, како излеват на паша, како ги храниме, така имат јајца. Добро, Јуце, велиме имаш домашна урда, еве домашни јајца. Има интерес кај купувачиве за Слабо. домашното? Слабо. Зошто така? А Па- некако се добива впечаток дека е се поголем интересот. Или тоа во вашиот крај е така? Па да ти кажам, имам неколку муштери уштип за јајца и за урда, ги молам,
кажи колку е цената. Му викам 250 денара кило урда. И јас имам, викам во маркет, вика 115 денара урда, води бе купи брат. Ама таа урда и оваа урда не ти се исти бе брат. Така е. Ајде земи ја таа урда, ќе ти ја дам и мојата урда. Спржи од оваа урда, спржи од таа урда. Да видиме која е посласна, која е подобра. Ајде, дали од маркето или од мојата урда. И со јајцата исто. И со јајцата. Се домашни. 15 денара, Па добро, коректно е тоа. 15 денара парче. Значи едно јајце 15 денара. Ама немаме слаба побарувачка, значи претежно се народот обрнал на увозу. Увозу е секој пат поевтин и народот иде на што е поевтин. Васка пие оваа немаштија не е било, ја не памтам дека бе. Мојот татко по 7-8 канти носеше сирење на пасаро, продаваше и па е довеѓал, значи дојде до село, земе 5 канти, однесе, продаде, врне се па. Ово денеска не можеш една канта, една филија сирење не можам да продадам, да земам 500 денари, 1000 денара да земам да купам нешто за дом. Жално е што е тоа. Па како не е жално? И тоа е демотивиращо. Со 2000 денара упаѓаше му маркет, взимаше ме пуна количка. Сега со 1000 денара едно кесе не можам да напунам. Е добро, и покрај се ова што ми го кажуваш, сепак ти својата иднина ја гледаш тука. Да. Сега, за сега, ваа година, до годин, па и натака ако се онеде, ако државата помага и на земјоделците, пушта на време субвенции, дава неповратни кредити, ни помага на овие мали земјоделци што сега што почнуваат како јас, така. Да помагаат, ќе има многу повише земјоделци. Сега каналот ќе го пуштат, гарантирам дека едно 5 до 10 луѓе ќе се врнат у село Аргулица поради водата само. Не за друго, поради водата. Да. Ќе може да се организира. Значи, нашиот крај е било Малпарис. Значи, оризите, ко се биле оризите, ја не ги памтам. Оризите, татко ми работел оризи, јас не ги памтам оризите, али ко се ги работеле нашите соселани, ко се ги работеле оризите, било нашето село е било Малпарис. Така да имало е за се. Имало и сунчуглет, имало и памук, имало и тутун, имало и се. Значи јас како мал имам работено тутун, ама имам многу малку работено тутун, така да Тоа се минати некои времења. Немаше некоја цена тогај за тутуно. Сега има добра цена, па нема народ, нема работа. Так. Не можеш работници да најдеш денеска за да ми ги пасе козите. Му даваш плата од 500-600 евра, од 1000 евра. Ајде вика, ја ќе порно денеска ќе седам вика ќе пиеме едно кафе, не идам овчар да бидам. Добро, кој е право? А ќе оди во конфекција на норма ќе работи за 500 Киде ќе работи за 28.000 нема ни 500 евра да му дадат. Добро, Јоце, ведеме дека малку има млада популација овде. Од млади конкретно е во селово, има интерес за земјоделство, за сточарство? Па има интерес за земјоделство и за сточарство, ама е се помало интересно зашо ли? Немаше вода, немаше производство, немаше добра цена на млекото, добра цена на јагнето, добра цена на јарето, на живината, немаше добра цена, се е џабе. Така е. Џабе што ќе работи, џабе што ќе се врне од штип, џабе што ќе дојде, џабе што ќе посее, се е џабе. Немаше ти пласман, немаше откуп на јагнето, на јарето. Ево, јас чувам јариња и имам сега кози, чувам јариња. Мене не е дојдел никој да ме до ден денеска попита имаш ли едно јаре за продавање да ми продаваш. Не. А Великден? А Великден иде, мај иде. Еден не е дојдел да ме пита имаш ли јаре за продавање. Колку го даваш? А ја тука се природно јавам. Ја не сум купил кубаса, ја не сум купил салама, ја не сум купил паштета, ја не сум купил нарезак. Ја се си правам. Имам си свињи, си чувам. Заколам си свињите, направам си кубаси, направам си пушено месо, направам си месо утегли. Тоа ми е наразак на мене.
месо утегли наразак на мене. Јајца имате, месо имате. Имам млеко, се. сирење. И што отпиле млеко, и ще да почнат кокошките млеко да ми дават, тога е уште побавно. Сега, моми по Штип и околинава се наоѓаат што сакаат вака да се дружат со земјоделци и сточари? Не. Тешко. Тоа е многу тешко. Што правиме? Ќе видиме. Ќе гураме уште ваа година и до година, па ќе видиме. Може нешто да тражиме, ама претежно нема. Јас прво ти посакувам здравје, среќа, дај Боже овие желби да ти се остварат околу козиве, да биде продуктивна целата оваа работа. Па јас се Знаеш надам. што? Јас се надам на И тоа. да видиме по 1-2-3 години ако дојдеме вака да се видиме, да видиме и невеста во дворот. Па јас се надам на тоа. Ајде. И јас се надам на тоа. На поубаво да идеме, на со невеста, со деца, поубаво се Амен. живее, Амен. имаш волја за работа. Така Иначе е. вака сега работиш како да не си гладен, како да не си жеден. Така е. Иначе кога имаш деца, кога имаш да трче да вика тато козите избегаат, да идам да ги врнам, оди си не врни ги. Тога е добро. Како сега татко ми на мене што вика. Така е. Тоа, да имаш волја да работиш, да има за што работиш. Некој да проложи лозата. Да, Јоце е прекрасно момче. Од срце му посакуваме на родното огниште да си создаде семејство и тука на ливадата заедно со јаренцата да трчаат и дечиња. Овие луѓе се скромни, не бараат многу. Со мала поддршка, тие се подготвени да си останат дома, во татковината.